Кога немате идеја што да сготвите денеска, пакет МК, нивната пекара и помислете на нашите брускети. Денес ќе ви направам цела емисија посветена на брускети. Си порачав неколку типа на лепчиња, затоа што сакам да ви презентирам дека до секое лепче и топинг зависи какви брускети ќе добиете. Брускетите во основа представуваат еден запечен леп кој ви служи како основа врз која може да ставите одредено полнење или топинг. Брускетите се италијанска измишлјотина, веројатно им било во крвта да измислуваат, како и пиците. Тие се настанати од сиромашното население, каде што кое го служило богатото население и останувале различни остатоци. Тие остатоци италијаните нашле совршен начин како да направат различни пици или брускети. Лебот, денес како јас го избрав да го користам, бидејќи ќе направам 3 различни типа на брускети, ќе бидат француски леб, не е толку италијански, однапред ви се извинувам, меѓутоа го сакам да го употребам бидејќи има потераста структура и многу ќе ми одговара со охридското макало кое ќе го употребам. Имам селски леб кој има баш убава дебела кора и имам интегрален леб за оние кои се љубители на поздрави варијанти. Најпрвен ќе го подготвам лебот. Имам една тепсија, на неја заставив хартија за печење и ќе исечам по неколку парчиња, бидејќи ќе го полнам со 3 вида на полнење. Ова ќе остане, не може да добие доволна количина на топинг и убаво да застане. Мислам дека доволно е по 4 да направам од сите. Ќе го исечам прво лебот, па ќе го премачкам со се што треба, за да го средиме нередот. Го исечам на половина и по должина. И имам интегрално лепче. Ќе употребам. Мислам дека тука ми собира 3. Доволно се 3, колку само да ви презентирам. Кога ги правите овие брускети, секогаш обидете се да замислите какви вкусови сакате да ви се измешаат во вашата уста. Доколку сакате да направите поздрави варијанти, сето она што е зеленчук ќе го ставите на крајот од кога ќе завршите со печењето. Доколку користите одредени сирења, а сакате да ставите и зеленчук, како јас што ќе употребам брокула, прво ќе ги наредам оние состојки кои сакам да се запечат, а кога ќе ги извадам, ќе ја додадам руколата, доматот или нешто што ќе употребам. 3 различни видови на лепчиња. Аз сакам да ги избогатам и сите ќе ги премачкам со мегле путар. Го ставив на собна температура, заради тоа што полесно така ќе се измачка. Доколку вачите во фрижидер и сте заборавиле да го ставите на собна температура, слободно исечете баш онака тенко парче со оние лупачи за компири, може да направат убаво тенко парче и само ставете го во сребро, тој ќе се разлее во рерната. Јас мојот се сетив дека треба да го ставам на собна температура. Само помалку. Ви треба како убав вкус подлога. Знаете дека сите Мишелин ресторани на почетокот кога ќе дојдете како гости ве служат со убав топол леп и квалитетен путар, за да ви се разработи апетитот како стартер. Тоа ми беше идејата зошто сакам сите лепчиња да ги премачкам со путер. Мада мислам дека можем и да го сркам путарот, толку многу го користам и толку многу го сакам. Ако можам да бирам неколку состојки кои би јадела до крај на животот, путарот ќе биде една од нив. А бидејќи сакам поздрава верзија за моите интегрални брускети, ќе ставам брилијант маслиново масло. Само како вкус. Ќе ги засолам, бидејќи ви кажав дека преферирам секогаш, не знам дали е тоа правило, дали е техника, моите јадења слоевите да ги засолувам, посебно кога не ги мешам.
и одат во рерна 3-4 минути. Мојата рерна на горење има опција за брзо загревање, ќе ја искористам, ќе ги ставам на горната, на решетката горе, за само да ми се запечат, да имам крцкава кора од страните, а мека внатрешноста. Најпрвин ќе го направам топингот кој захтева малку пржење. Не мора да, ако не сакате да направите пржени печурки, слободно искористете свежи, доколку ги ставите на крајот. Едниот топинг ќе го наречам пица топинг, доколку ги ставите на крајот печурките, тие ќе имаат исушен изглед. Односно, баш како што ги добивате на пица, кога се ставаат свежи и целата вода испарува, а јас сакам малце да ги омекнам и да добијам пржени печурки, слични на оние кои би ги имале во тегла. Тоа го правам од една едноставна причина, што сакам, бидејќи ќе ми биде многу крцкава кората, сакам целиот топинг од озгора да ми биде мек. Ќе употребам шунка, ќе употребам кашкавал, печурки и малку сос на дивела, за да го добијам оној баш пица топинг. Ќе ги сечам само печурките на тенка. Јас ги користам со седршка. Апсолутно ми имаат исти вкус, не знам вие дали ги користите со седршка. Печурките се како сунгер, ги примаат сите вкусови кои ќе им ги дадете. А јас денеска само ќе му додадам со вкус на лук. Ќе додадам малку маслиново масло. Ќе насечкам 2 чешњиња лук. Ќе го пропржам лукот. Само малку да се пропржи, да го ароматизира маслото. И внатре ставете ги печурките. Гледате, целото масло го впијат, зашто се баш како сунгер, ќе го впијат маслото, меѓутоа сега кога ќе додадеме сол, ќе испушта целата течност. Само малку сол и ќе ги оставиме кратко да се пропржат. Не сакате да бидат комплетно, не знам, да ја изгубат целата структура, да бидат баш испржени, туку само намокрени во масло, а потоа исушени и ароматизирани со лукот. Мислам дека има доста, гледате, ја променија својата боја, веќе стануваат пожолти, меѓутоа не се скроз испржени. Ќе искористам истата тава да го направам оној познат сос кој го правам во милион емисии, каде што имам само дивела, томато паста, само малку дафинка, лук, орегано, босилек. Додадете уште едно чешна искршен лук. И кога би правила паста наполитана, би ставила суф или свеж босилек. Овој пат, бидејќи сакам да биде пица, ќе искористам орегано. Суво. Една лашичка. Еве,
Ова е густината која сакам да ја постигнам. На крај ќе засолам. Не засолувајте додека нема испарено целата течност, заради тоа што никогаш не знаете колку количина на сос ќе ви остане и може да биде пресолен. Секако бибер на крај. Тоа е тоа. Значи баш убав густ сос за пица. Путерот ги има расшарано. Ќе ги оставам малку да се изгладат, за да можам да ги сработам и се гледаме за кратко. Селското лепче, односно она кој има цврста кора, ќе го искорисам за да го направам топингот за пица. Направивме сос, премачкајте ги лепчињата. Мириса баш на пица, затоа што искористивме ист сос со кој би направила пица наполитана. Имам шунка свинска, тенко сечена. Ќе направам мали коцки. И ќе нарендам малку кашкавал. Бешан мислам дека е. Таков има во фрижидерот. Апсолутно употребете и пармезан доколку сакате, само овчи, само крави кашкавал, треба да е нешто што ќе се растопи како топинг. Секако тоа ќе го промени вкусот, заради тоа што сирењето, секое сирење си носи посебен вкус, посебен додаток. Моето е денеска мешан. Ете така. Мислам дека ми е доволна. И ќе ставам малку шунка. И помалку кашкавал. Па не баш малку. Кој не сака кашкавал на пица? Или на брускета, или на нешто што може да биде баш запечено, да се тегне во уста кога го конзумирате. Одзгора ќе ги ставам моите печурки. Неколку. Така. Секако засолете на крај, нели ви кажав, слоевито засолување. Ќе ставам уште малку оригано, бидејќи тоа ми е денешната на овој рецепт ми е денешната звезда, значи сакам да мириса само на оригано. И тоа е со првиот рецепт. Вториот рецепт се решив да ви понудам една опција каде што би направиле една како кремаста салата која би ја ставиле врз печеното лепче. За овој втор топинг на брускети ќе употребам малку сланина, ќе ставам сирење, ќе ставам кршени ореви, ќе ставам малку охридско макало, сето тоа убаво ќе го замешам во павлока, а на крајот од кога ќе завршат со печење, ќе ставам убава бебераста рукола. Значи потребна ви е една чинија, и во неја ќе ставиме се. Имам околу една лажица охридско макало. Тоа е лукот во вашиот рецепт. Баш многу е ароматизиран. Ќе ставам околу половина калап сирење. Ќе насечкам сланина на ситни коцки.
Јас имам тука, мислам дека околу 100 грама, ќе насечкам ситно, затоа што сакам да се појави внатре, меѓутоа кога ќе печете, таа да исплива со некои крајчиња, па од решетката да запече и да биде тој баш запечен дел во рецептот. Нема да ставам масло во оваа брускета, бидејќи сланината ќе испушти доста маснотија кога ќе се пече во рерната. Мешајте. Имам тука 50 грама ореви, ќе ги ставам внатре. Ќе крцкаат кога ќе загризате. Само искршете ги грубо. Може да ги исчукате, само така повеќе ќе ги раздробите. Јас сакам баш да се како парченца внатре, не цели јатки. Овие кисички би се баш практични за овие намени, без да направам неред. Можете на даска да ги ставите, да ги сецкате со нож. Доколку имате малку повеќе време, од кога ќе ги искршите, ставете ги на хартија за печење и ставете ги во рерна да добијат баш запечен орев вкус. Дополнително ќе ја ароматизира брускетата. Тоа го правиме со сите торти, барем нашите. Они што знаат да прават торти го прават, не јас. Ќе промешаме и ќе ставам 3 лажици павлака. Со овој топинг ќе ги наполнам француските лепчиња. Некако ми делуваше француски, иако во волкави количини никогаш нема да доживеете да ве послужат во Франција. Да се е мало. Еден залак начинија. Ама јас сакам да ви понудам рецепт кој навистина ќе ве нахрани и секогаш кога немате идеја што да правите, доаѓате од работа, уморни сте, не сакате многу време да поминете во кујна, апсолутно може да сматите све во една чинија, да ја ставите 5-10 минути во рерна и тоа да биде тоа. И руколата ќе биде дел од овој рецепт, кога ова, ајде да наречеме салата, многу калорична салата, ќе се запече, сланината ќе се запече, сирењето ќе се отпушти, кога ќе биде жешко, кога ќе ги извадиме од рерна, ќе ги пододладиме малку и ќе ставиме стара рукола. Старата рукола има побиберас вкус. Значи, секогаш земете, ве советувам да земете 3 видови на рукола. Имаме она македонска убава рукола која е подрвенеста, не е толку лута. Ја имаме оваа која е нели порасната од онаа беби рукола која има побиберас вкус и беби руколата која има многу нежна структура, многу е помалку лута. Јас ги користам во различни јадења соодветни на нивниот вкус. Ова ми е одлична за да можам од кога ќе се запече сланината, сирењето, да ми додаде екстра зелен вкус во загризот. И последниот рецепт ќе одложам на страна, таа немој да ја ставате да се пече, апсолутно ќе овене. И последниот рецепт кој ќе ви го понудам за брускети е со користење на готово песто. Мислам дека ви покажа во една од емисиите како се прави песто, доколку немате време да го направите, секогаш купете си направено, веќе однапред подготвено. Дивила имаат одличен рецепт на песто. Ќе го истресам заради тоа што кога пестото стои на полица, се собира маслиновото масло во подкапакот и апсолутно помасно ќе ви биде секогаш јадењето, доколку земате директно без да го истресете. Значи, убава, дарежлива лажица. Пестото е направено од пармезан. Кога ќе дојде во допир со топлината од рерната, пармезанот ќе се растопи. Ќе ги пушти сите прекрасни вкусови и мириси. Обожавам песто. Значи, не можам да ви објаснам колку многу сакам песто. Го сакам пестото во најразлични варијанти, го сакам на брускети, го сакам, најчесто правам и само шпагети со 2 лажици песто, додека е топло, само рендам малку пармезан
е апсолутно уживање. Така, убаво и дадежливо. Имам еден домат, ќе го исечам на тенки кришки. Ги ставам през брускетите. Ќе засалам. Малку маслинава през доматот. Само малку. И сушен босилек. Доколку имате свеж, може на крајот на печењето, исто како руколата, на истиот принцип, да ставите и свежи листови босилек, ќе имате дополнително уживање. Состојките кои ги употребив имаат речиси еднакво на време на печење. За да се растопи кашкавалот, за да се потгори сланината, за да почне процесот на топење на пестото, јас ќе ги ставам на средна температура, околу 150-160 степени на средишната полица во редните на горење, околу 7 до 8 минути. Цело време ќе ги држам на око, бидејќи не сакам да ми изгори премногу лебот. Брускетите се надвор од рерна. Ги оставив малку да се изладат и пака убаво да ги презентирам пред вас. Направив 3 различни вкусови. За едниот употребив песто и домат, бидејќи сакам да биде поздрава варијанта. Едниот беше навистина калоричен, мислам дека се извадив со мојата рукола, и класичен пица топинг. Доколку имате други идеи, пишете ни, испратете ни ги на нашите профили на социјалните медиуми. А ние се гледаме веќе во следните емисии со нови предизвици, нови идеи и нови вкусови. Едва и чекам да го пробам.